Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hamta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Ajde Peća Almari, ajde, digni noga. Oho. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. В недела 27 септември е воздвижение на честниот крст, Крстовден, службата од 9 сато за бајлето. Да проследиме нешто и за празникот Крстовден. Воздвижение на честниот крст или Крстовден значаен христијански празник од есенскиот циклус, еден од 12 големи празници, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 14 септември, односно на 27 септември по стариот календар. Крстовден е празник на пост и покаяние. Овој ден се празнува во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос, наречен чесен крст, и во чест на неговото враќање од Персија во Ерусалим. Поради неговата чудотворна моќ, крстот е наречен и животворен крст. На овој ден верните се потсетуваат на распнатиот Богочовек, на крстот доставен за безусловна вечност и на неизбежното спасение кое доаѓа преку Христовото распетие и со распрнување со него за време на празникот. Крстот е положен во центарот на храмот, окружен со цвеќе и граничен од босилок. Славење и обичаи на овој празник. Во чест на овие два настана, наоѓањето на честиот крст и неговото враќање од заробништвото, се празнува празникот Воздвижение на честниот крст.
По првиот настан, празникот се празнувал локално, а по вториот добил општо христијанска демензија. За подоинствено празнување на празникот, но и за оддавање признание на Светиот Крст, како и за сочувување со страдањата на Исус Христос, Светата Црква го одредила овој ден како тежок празник и како строг пост. Македонскиот народ го празнува Крстовден како тежок празник. Тогаш не се работи и се пости. За крст во Радовиш во црквата попот раздавал китки кои се чувале за здравје и за лек од уроци. Во евангелискот спроти овој ден свештеникот одел по куќите и светел вода, а жените земале од котлето вода за замесување на квасец. Свештеникот читал молитви за богат род и ги пеел семињата за новата сеидба, а тоа го правил и на самиот ден на Крстовден. Во записите на Христо Шалдев за гуменче се вели дека тука гроздоберот секогаш станувал околу Крстовден. Во Дебарца Крстовден се смета за тежок празник и се држи како тежок пост. На овој ден не се јаде ништо мрсно. На овој ден, како што рекоме, не се јаде ништо мрсно, дури ни растително масло. Вечерта спроти Крстовден од полето се носи граф, пченка, компири, лубеници, грозје и друго. Утрото се оди во црквата каде што се раздава за здравје. На овој ден се празнуваат два настани поврзани со честниот крст. Прво, пронаоѓањето на честниот крст на Голгота и второ, враќањето на честниот крст од Персија во Ерусалим. Обиколувајќи ја светата земја, светицарица Елена намисли да го побара честниот крст на Христос. Некој старец евреин по име Јуда единствен знаеше за местото каде се наоѓаше крстот, па принуден од царицата изјави дека крстот е закопан под храмот на Венера, кој што на Голгота го подигна царот Адријан. Царицата нареди и го разурна оној идолски храм, па копајќи во длабочина најдоа 3 крста, додека царицата беше во неудомение како да го распознае Христовиот крст, покрај местото поминуваше поворка со мртвец. Тогаш патријахот Микарих рече да ги полагаат крстовите редум врз мртовецот. А кога го ставија врз неговиот третиот крст, покониот оживее. По тоа позна дека е тоа вистинскиот Христов крст, чесен и животворен. Потоа го положија врз една болна жена и жената оздраве. Тогаш патријахот го крена крстот за да го види сиот народ, а народот со солзи пееше: Господи, помилуј. Царицата Елена направи ковчег од сребро и го положи во него честниот крст. Подоцна, кога царот Хозрој го зазеде Ерусалим, многумина ги одведе во робство, а крстот Господов го однесе во Персија. Во Персија крстот лежеше 14 години. Во 628 година грчкиот цар Ирекли го победе Хорзо и со слава го поврати крстот во Ерусалим. Влегувајќи во градот, царот Иракли го носеше крстот на своите плеќи. Но одеднаш застана и не можеше да зачекори ни чекор. Патријахот Захари виде ангел кој што му попречуваше на царот во раскошни облеки да оди под крстот, по оној пат по кој што Господ одеше бос и понижен. Тоа видение патријахот му го објави на царот. Тогаш царот се слече, па босоног и во бедна облека го зеде крстот, го изнесе на Голгота и го положи во храмот на Воскресението, на радост и за утеха на целиот христијански народ. Тропар, спаси го, Господи, луѓево Твои, и благослови го наследството Твое, победи на благоверниот народ наш над непријателите, давајќи му и со крстот Твој заштити во Твоето жителство. А пак кондак вели: Ти, кој доброволно на крстот се искачи на Твојот нов народ, што го носи Твоето име, дарувај му ги Твоите добрини, дај му сила на Твојот народ набожен, давајќи му победа на
над непријателите, имајќи го за помош твоето оружје на мирот, непобедливата победа. А сега да ги проследиме соопштенијата од Њукастел и околината. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Њукастел, и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат Немат Шаото со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист. Сања и Василија Петрова, најпопуларните млади во последните години, како и Благојче Стојановски Туше, сите го знаеме овде и во Македонија, е незаменлив, најдобар. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни. За деца до 12 години влезот е бесплатен. Деца од 12 до 18 години плаќаат само половина карта. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 октомври. Мома убава покрај вода студена, лицето го миеше, ладна вода пиеше. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, а митивко прозбори. Тука мина момчето со кончето, седна да си одмори, а митивко прозбори. Ей, ти водо студена, да ми е судена, тамо ма убава, мерак мој на душава. Ей, ти водо студена, да ми е судена, тамо ма убава, мерак мој на душава. Мерак в душава. Тогаш приде момето, му го даде стомето, вода да се напие, севда да го попие. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам стомнето, си го сакам момето. Момче вели говори, милно и проговори, не го сакам стомнето, си го сакам момето. Мома
blizu do mene, srce oke mi izleze, v oči štom te pogledam, dušava rastreperuva. Nad zid odgledam ikona, na tebe mi zaličuva. Kade i da se zavrtam, na tebe se mi mirisa. Što majka beše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka beše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. I ne znam da li te dočekam, ko sada ti zamrsam, usni da ti baknuvam, snaga da ti miluvam. Što majka beše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka beše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. Što majka beše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, ej što si ubava. Što majka beše što te rodila, so kakvo mleko te zagojila, po koja voda ti si krstena, lična Makedonka. Долго сама се домислувам, нема зашто други да прекорувам.
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Мајко, една си на светот. На нашата многу сакана и поштована мајка, свекарва и баба, Васа Клочовска. Со најубави желби и честитки и го честитаме 105-тиот роден ден. Исто и посакуваме добро здравје, убава среќа и уште подолга старост со сите нејзини блиски најмили во фамилијата. Овие искрени од се срце желби се посакани од синот Пида со цела негова фамилија Клочовски. Мајко, една си на светот, ти си ми се што имам јас, зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Скитник сега сум по светот, мајко, 9 години, мојта младост помина, лице моје ми овена, мојта младост помина, лице моје ми овена. Мајко, една си на светот, сека вечер ке сонува, ноќе се разбудува. Ах, мајко, тебе те нема, ноќе се разбудува. Ах, мајко, тебе те нема. Со песната Мајко, една си на светот, со најубави искрени желби и честитки и го честитаме 105-тиот роден ден на нашата мајка, баба и пребаб Васа Клочовска. Едно и посакуваме да си дочека среќна и весела старост со незината фамилија. Овие убави од се срце желби се посакани од ќерката Мира со цела незина фамилија Бендевски.
Со песната Мајко чекај ме, на многу саканата и поштована мајка, баба и преба Васа Клочовска. Да ја го честитаме 105-тиот роден ден, исто да ја посакаме здравје, среќа и длабока старост со сите незини мили, блиски и најсакани по незината фамилија. Од се срце овие желби се посакани од ќерката Летка со цела незина фамилија Груевски.
Каква среќа ми те донесе, кој те створил како за мене. Кога не можам, јас да продолжам, кога не можам да издржам, кога животот ме крши на пола, ти ми даваш сила голема. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. Ти ме правиш да се радувам, се што било да заборавам, и во темнина да си најдам спас за ваков човек како што сум јас. Кога сум на врв и кога сум на дно, заедно во добро и во зло. За тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. Ова моје лудо срце изгоре. Да проследиме нешто за нашата игрорна група овдека во Нјукастел. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Нјукастел. За повеќе информација околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонска заедница Нјукастел.
Нешто за нашиот кодифициран, стандарден, современ литературен македонски јазик или македонскиот јазик. Најстарата запишана македонска љубовна поезија потекнува од костурско, Беломорска Македонија, напишана на костурски дијалект, напишана е во 16 век во речник кој е составен во костурско, а денес се чува во Ватиканската библиотека. Дали намерно или случајно, ама не знам зошто сите велат дека на денешен ден е кодифициран јазикот наш македонски. Предпоставувам, мислат на современиот стандарден литературен македонски јазик и на писмото, кои на денешен ден пред 80 години се кодифицирани и стандардизирани. Писмото поточно, кирилската македонска азбука, јазикот си постојал и претходно, на кој јазикот пишувале Пулевски и Крсте Мисирков и еден куп пред и после нив. Абецедарот во Грција, објавен цели 20 години пред стандардизирањето на писмото, на кој јазик бил, секако на македонско, но се пишувал со латински букви. Еден куп луѓе пишувале на македонски со грчки букви. Кој кое писмо го знаел, тоа го користел, но мислите, думите му биле македонски. Еве, турците пред реформите на Атурк, кога презеле латинско писмо, користеле некаква арапска форма на јазикот, османски, турски. Империја имале со векови. Дали тоа значи дека и тие не постоеле и се измислени? Беломорска Македонија, напишана на костурски дијалект, напишана во 16 век во тој речник кој е составен во костурско, кој денес се чува во Ватиканската библиотека. Да проследиме нешто и за здравието. Неколку намирници кои ќе ви помогнат за квалитетен сон и одмор. Помалку или премногу спиење е поврзано со зголемен ризик од депресија, дијабетик, срцеви болести, па дури и потешки болести. Но спиењето барем 7 часа секоја ноќ не е секогаш лесна цел. Стреќа постојат различни пијалоци кои поттикнуваат спиење. Во прилог неколку намирници кои ќе ви помогнат во тоа се. Прво, сок од вишни. Вишните се многу здрави, покрај останатото и позитивно влијаат на квалитетот на сонот. Се верува дека тоа му го должат на триптофанот кој се наоѓа во ова овошје. Една студија покажала дека пиење на 2 чаши, тоа е 480 мл сок од вишна секој ден за време од 2 недели го зголемува вкупното време на спиење на плюс 84 минути и помага во лечење на симптомите од несоница кај возрастните личности постари од 50 години. Второ, чај од камилица. Чајот од ова билка се конзумира со векови. Има повеќе здравствени бенефити, вклучувајќи ублажување на симптомите за настинка, намалување на воспаление и подобрување на здравјето на кожата. Некои истражувања сугерира дека камилицата може да го подобри и квалитетот на сонот. Едно истражување, направено помеѓу 60 поврзани личности, открило дека консумирање 400 мг екстракт од камилица 28 дена поред го подобрува квалитетот на сонот. Друго истражување спроведено меѓу 80 жени кои имале намален квалитет на сонот, дошло до резултат дека телесните симптоми за недостаток на сонот значително се подобриле откако учесниците во истражувањето пиеле секој ден чај од камилица. Трето, чај од нане. Нането веќе со години се користи во традиционалната медицина. Се смета дека има антивирусни, антимикробони, па дури и антиалергитни својства. Нането исто така може да помогне кај гастроинтестиналните состојки, како лошиот дегестивен трек и синдром на иритабилно црево. Иако се покаже дека помага за облажување на вознемирениот желудник, во вечерните сати потребно повеќе клинични испитувања за да се утврди на кој начин директно влијае на сонот.
Чајот од нане е сигурен, но доколку земате било каков лек, консултирајте се со докторот пред консумирање на нане. Четврто, топло млеко. Може би звучи како бајка, но многумина препорачува топло млеко за полесен сон. Всушност, млекото содржи триптофан, кој природно го зголемува серотонинот, кој е познат како хормон на стреќата. Едноставно кажано, триптофан го зголемува продуцирањето на серотонин, кој го зголемува продуцирањето на мелатонин. Мелатонин може да го подобри сонот и помогне во борбата против различни пореметувања со спијањето. Пореметување во спијањето поради работа на смени и несоница. Повеќето испитувања открија дека топлото млеко може да го подобри квалитетот на сонот, но потребни се понатамошни студии за да се потврди ова тврдење. Освен ако не сте нетолерантни на лактоза или имате алергија на млеко, нема штета од тоа да пиете чаша млеко да ви стане ритул пред спиење. Бадемово млеко. Бадемовите се јактести плодови полни со влакна, витамини и минерали, а бадемовото млеко е кремаста, јаткаста алтернатива на кравјото млеко. Бадемовото млеко содржи многу минерали кои поттикнуваат спиење, вклучувајќи триптофан, мелатонин и магнезиум. Последните години магнезиумот се покажал корисен за лечење несоница, посебно кај старите личности. Со оглед на тоа дека бадемовото млеко се прави од цели бадеми, луѓето со алергии на јактаси плодови треба да го избегнуваат бадемовото млеко. Смути од банана и бадем. Бананите се уште една намирница со висока содржина на магнезиум, триптофан и мелатонин. Тие исто така имат висока концентрација на калиум, а калиум и магнезиум се два минерали кои ги опуштаат мускулите. Комбинирајќи бананата, бадемово млеко во смути, можете да ја направите триптофанска и мелатонинска бомба, која би може да ви помогне во намалување на симптомите за несоница. Доколку имате алергија на банани или бадеми смути, како ова е здрав, вкусен начин да го завршите дено. Да го повториме соопштенијата од свештеникот Пецо Петровски. Недела, 27 септември, е воздвижување на честниот крст, крстов ден. Пакети за Македонија, за празни пакети, јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 октомври. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time.